Тој е човек кој одлучи да не ги следи трендовите, туку да создава своји. И денес, кога сите ние се обидуваме да се вклопиме во некои постоечки шаблони, тој создава свој простор, своја приказна и своја култура. Денес, на моје огромно задоволство, гостин во мојот подкаст ќе биде Коста Караманолев, собственик на Крафт бар Вторник, Струмица. Коста, добре дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов, благодарам пред се на поканата. Како се чувствуваш кај нас на гости? Па супер, да ти кажам, доста добро изгледа студиото, супер сте го средиле и има простор за убав и интимен разговор. Јас се надвам дека ќе имаме така еден долг, инспиративен, убав разговор со тебе. Го подготвуваме подолго време ова гостување. Не река прашањата ги подготвуваме, него кога да се направи таа емисија, секако имаш обврски и ти и јас и мислам дека после долго време седнавме да разговараме и ќе биде навистина интересен разговор. Па и јас исто мислам, бидејќи супер е тајмингот кога Крафт бар Вторник доживува некои своји новитети, така да тајмингот е баш како што треба. Да, ќе зборуваме за тие новитети и што се нуди Крафт бар. Те прашав неофицијално, еве пак ќе те прашам, дали е единствен Крафт бар во Македонија? Па со тој назив како Крафт бар, мислам дека е единствен, да. Дали е единствениот бар што продава само крафт производи, не би можел да кажам, но како назив, кога ќе кликнеш на Google Крафт бар, прв излегува Вторник. Така, да. И мислам дека до сега немам сретнато назив Крафт бар за ниеден друг бар во Македонија. И ние струмичани имаме често да уживаме во Крафт бар и пијалоци создадени нели специјално за вас, за вашиот бар. Да. Вие не сте производител? Да бидеме најасно уште од старт, Крафт бар Вторник и Коста Караманолев не произведува ништо, туку мали производители од Македонија произведуваат под брендот Вторник. Произведуваат производи пред се алкохолни, што се карактеристични за Вторник и за нас. За сите тие пијалоци ќе разговараме, меѓутоа мене ме интересира едно нешто. Денес сега секој знае нели да отвори бар за да служи пијалоци. Но ти отвори нешто за да создаваш култура. Како дојде до таа идеја? Јас знам дека нели претходно на сето тоа претходеше Бербер бар, Вторник. Да. Од таму се роди некако идејата. Па искрено да, Бербер бар Вторник беше почетокот на Вторник, да не кажам. И точно идејата за Крафт бар се роди точно во Бербер бар, тоест втората година од Бербер бар Вторник, кога мојот другар Ристо, мора да го споменам него, тој прв пат, поздрав до Ристо Екстрим, сите го знаат во градот. Така. Тој прв пат направи сопствено пиво и му ставивме лејбл Вторник. Значи, тој е првиот човек што има направено пиво за Вторник во тогашно време, Бербер бар Вторник. Да, Коста, зошто Вторник? Сега има многу прашања. Тоа е битното прашање, да. Зошто Вторник? Па, искрено, кога решив да го отворам Вторник, барав име што означува најголема традиција за градот. А можеби најстара традиција за градот е Струмичкиот карнавал. Секогаш менувал дати, никогаш не менувал ден. За жал, тоа што е сега во понова историја, тоа се некои приказки за некои новодојдени луѓе во градот. И мене ми требаше име што ќе означува стара струмичка традиција. И плюс се тоа се поклопува бидејќи Крафт бар Вторник се наоѓа на старата струмичка чаршија, една од најстарите улици во градот. И за тоа беше доволно за мене да Вторник ми беше името што ќе означува баш струмичка традиција и ќе и доби на тежина. Така. Сега, се создаде првото пиво? Да, се создаде првото пиво. Тоа се направи во некои мали количини, околу 100-120 пива. Тогаш беше Pale Ale, една врста. Направивме како промоција за првото пиво и се случи за месец дена да бидеме поканети и на The Fest, како Бербер бар Вторник. Исто го замоливме организаторот да однесеме мал број на пива во The Fest, да видиме дали во кампот ќе прифатат луѓето. Тоа пиво се распроводе буквално за еден ден, следните 2-3 дена ние веќе немавме пиво.
И веќе мене од тој момент почна да ми се раѓа идејата за крафт бар вторник, бидејќи знаев дека јас не сум бербер, немав никаква желба да бидам бербер, така да уште од тогаш веќе знаев што ќе биде идното нешто за вторник. И сега како се направи таа трансформација? Па таа трансформација многу лесно се случи, бидејќи самите бербери што работеат во вторник веќе има изградено своји клиенти, така да не изгубија ништо со тоа што се затвори бербер бар. Туку само се продолжија по собствен пат, а јас веќе имав идејата за крафт бар вторник и се што требаше да направам е да најдам, пошто бев комплетно нов во таа крафт средина, да најдам луѓе во Македонија што ќе ми ја разберат првично идејата за крафт и ќе сакаат да произведуваат производи за вторник. Ти немаше никакво искуство? Јас немам нула. Бар, не нула, бев во минус. Да, нула. Но сепак се избори и еве си на позиција, нели, што можеме да кажеме дека успешно работи крафт барот. Благодарам многу. Па не се изборив сам, имав среќа да запознавам вистински луѓе што ја разбра идејата за крафт производ, за крафт бар вторник и еве ден денес со нив работиме заедно и веруваме еден на друг. Да. Коста, те прашувам за тоа што многу често сега знаеме, нели, има и лайф коуч, и тренери за тоа како се води бизнис. Младите ги учат од книга. Меѓутоа, кога ќе застанеш сам да започнеш бизнес од нула, нели, и да го тераш тој бизнес, е сосема друга приказна. И што е она што треба да го знаат младите кога започнуваат со собствен бизнес? На страна од книгите. Тие се едно, нели? Книгите се сигурно вредни? Сигурно се вредни, бидејќи ние во порано кога немавме интернет и слично, пак учевме од книги и се тоа е супер. Но мислам дека младите денеска треба малку повеќе да ја живеат улицата, секојдневието и така да градат собствен карактер и идеи за собствен бизнес. Бидејќи се тоа што можете научи улицата, односно чаршијата, го нема во ниједна книга. Буквално го нема во ниједна книга. Чаршиското школа е, да. Ама сепак, нели, младите растат во некои други времења но мислам дека полека и кај нив се раѓа таа желба да бидат присутни на улицата. Така, да. Сега, започна со крафт барот. Што беше она што сакаш да им го понудиш прво на Струмичани, а сега и на цела Македонија? Јас верувам дека доаѓаат луѓе и од други градови. Па да, вторник во момент... Што сакаш да им го понудиш на самиот почеток? Каква ти беше идејата? Јасно. Што ќе нуди? Искрено идејата ми беше, веќе кога се вратив да живеам во Струмица и кога одлучив дека тука останувам во Македонија, и првичната идеја ми беше да понудам македонски крафт производ, односно секој производ да биде made in Macedonија. Тоа ми беше првичната идеја, затоа што каде да живеев низ Европа, сваќав дека луѓето најмногу го ценат своето, па потоа се друго. А ние? А ние сме малце обратно, но сигурно тоа ќе се смени. Тоа ќе биде сигурно... Се допаѓа твојот ентузијазам. Тоа сигурно ќе се смени, бидејќи денес младите буквално со еден клик и со пасош во джеп може да одат секаде низ светот. Ние во тоа време чекавме по амбасади за визи и слично. Така да денеска е многу полесно за младите да го видат светот, да сватат дека светот прво се цени сам себе си, а потоа сите околу. И тоа ми беше првичната идеја да понудам македонски производ, бидејќи знам дека една држава што постои многу време и што има традиција на варење ракија, вино, ликери и разни други алкохоли, е спремна да понуди квалитетен македонски производ. И бев во право за тоа. Македонија има преквалитетни производи кога станува збор за алкохол, па и за се друго останато. И пак ќе те прашам, зошто соработка со мали бизнисмени и домашни производители, а не комерцијалисти, компании кои работат? Бидејќи, како да ти објаснам, јас во се барам емоција. И мислам дека кога работиш со огромни компании, тоа се само бројки. Но кога работиш со луѓе што го ценат својот занает, тоа е веќе тотално друга приказна.
Значи се има приказна во вашиот крафт бар. Се има приказна, да. За сите пијалоци има по некоја. Случајно настануваат приказните, да. Но ги има. Ден по ден, да. Така, јас гледам и на вашите постови, на секоја слика има слоган крафтуваме заедно. Тоа е најчесто инспирирано од секојдневието, да. Луѓето те инспирираат? И луѓето, и околината, и се околу мене. Имаше ли момент кога мислеше дека нема да успееш? Или некој во твоја блиска околина знаеше да ти каже не се нафаќај на тоа, Струмичани знаеш какви се, не прифаќаат промени, нема да успееш? Добро, тие коментари се многу чести, нели? Но искрено не допираат многу до мене. Знам дека имаше такви луѓе кои не веруваат во тоа и секогаш би го избрале полесниот пат. Но да, вторник крафт бар првите 2 години беа ултра тешки, бидејќи, како што кажав и претходно, сами сме навикнати да не го почитуваме сопствениот производ. Но веќе кога луѓето почнаа да сваќат дека тоа што го нудиме е квалитет и е направено во Неготино, во Кавадарци, во Скопје, сватија дека и тука има квалитет и веќе сме на здрави нози застанати, да ти кажам. Веќе луѓето знаат дека кога ќе дојдат во вторник, ќе пробаат квалитетен производ. Так, да. Да почнеме со производите. Може. Знам дека имате пиво, Да, искрено почнавме со пивото. Имаме пиво собствено, кој го прави Brew Family во Кавадарци. Мора да ги поздравиме и нив. Тие се од сам старт, после Аристо, тие се од сам старт со нас. Тие произведуваат само за тебе или да, не? Да. Не, тие произведуваат 3 врсти на пива само за вторник. Да кажеме, си имат и собствени пива кои ги презентираат, кои ги продаваат и онлайн, но тие 3 врсти на пива ги продаваат ги прават само за нас. Винарија, една мини винарија во Неготино, винарија Ристов, ни прави за нас специјално вино, ни прави 2 врсти на ракии, мастика и ни прави италијанска грапа. Тоа е во винарија Ристов. Еден човек... Види, јас прв пат слушам за тие луѓе. Таа е многу мини винарија и тоа е еден човек кој е со се уште со многу голем ентузијазам го работи тоа, иако е, мислам, околу 70 години. И буквално, ако отидеш кај него во Неготино, на неговите лозија, можеш исто да направиш слики како да се наоѓаш во Италија, во Франција или било каде. Пак се враќаме на истиот муабет. Да, дека треба да ги цениме. Имаме ние квалитет тука. Имаме ние квалитет, но сме слаби со промоција на нашата собствена култура. Колку успеваш ти во крафт барот да ги промовираш сите тие мали производители? Па, се трудам секојдневно, искрено. И веќе сите луѓе што доаѓаат во вторник знаат за винарија Ристов, знаат за Brew Family. Еве сега одново почнавме со работка и со фамилија Плетварски. Тие се веќе 3-та генерација во Кавадарци. Тие за вторник прават специјално 2 ликери и 4 овошни ракии. Тие се исто така едни луѓе со доста квалитет и прават сериозен македонски бренд. Поздрав и до фамилија Плетварски. Да. Јас сум воодушевена, Коста, бидејќи прв пат слушам дека има такви луѓе, нели, кои си создаваат свој бренд. Многу такви луѓе, па пази, ние сме држава што произведува ракија. Ракијата ни светот се вика бренди. Да. Произведуваме ракија со векови. А на никој не му текнало тоа да го испромовира на еден сосема друг начин. Ама не ја пијат во Струмица, ајде тргни од тука, немој да мислиш дека ирците биле нешто попаметни со тоа што направиле виски, туку само знаеле како сопственото виски да го продадат во една убава спакована приказна. Рака на страна има и квалитет, нели, многу јасно. Апсолутно, да. Имаме ние многу брендови во Струмица. Што е она што ни недостасува, еве? Зошто не ги промовираме тие наши производи? Па не знам. Недостасува кадар, недостасува ентузијазам, се плашиме дека ако излеземе во странство нема да бидеме добар, нели, конкурентен производ. Мислам дека главниот производ е тоа што многу системи назад во времето не учеле да бидеме само просечни. Знаеш, македонецот е малце растен на тоа да биде просечен. 100 години турско робство тука седи. Да не влеваме во историјата, таму е многу длабоко. Но мислам дека доаѓа време на баш на себе промоција и луѓето се повеќе и повеќе почнуваат да веруваат во
во македонскиот производ. Еве гледам некои локали низ Скопје, низ Македонија, почнаа некои да враќаат на менијата стари и традиционални јадења, тоа го продаваат сега како деликатес, во овојчини, и тоа е супер. Па да, ако убаво ќе се пласира, нели, ќе се презентира, ќе биде интересно и за има странците. квалитет, плюс секоја традиционална храна и пијалок кај тебе побудува и некоја друга емоција, така да имаме целосен пакет. Да. Застанавме до ликерите. Добро, да. Сега, оно што е интересно, ми спомна пред да започне целосната идеја, нели, за подкастот, е джин вторник. Да, тоа е најновиот производ на вторник. Тоа се случи пред една година, бидејќи веќе со Смит Джин, инаку Смит Джин е првиот крафт джин во Македонија. Значи, прв пат во Македонија имаме направено Small Bad Gin со комплетно македонски производи. Тоа кај вас го има? Тоа го има кај нас. Тоа е джин што се прави во Скопје. Се прави од цела смрека што расте на Гарличица и на Шар планина, пошто джин се прави од смрека. Не знаев дали да те прашам за джин се прави од смрека. Инаку Смит Джин е во собственост на еден човек од Шкотска и еден човек од Охрид. И тие имале идеја да направат собствен джин. Тука се раѓа Смит Джин. И ние на почеткот, пошто баравме мали крафт производители, така наредовме на Смит Джин и еве веќе 4-та година имаме супер соработка. А од лани тие дадоа идеја вторник да биде првиот бар што ќе добие собствен джин. И сега тоа е различно, Смит Джинот е едно? Да, Смит Джинот е Смит Джин има 3 врсти на джин, ги има Лондон Драй джинот, го има Велветот, што е со левандер, има Ориент, што е со цимет и со анасон, и еве сега добива нов производ под лейбелот Вторник, кој е комплетно различен вкус и кога разговаравме кој вкус да доминира, јас сакав да најдам некој вкус што ќе означува пак ќе има приказна за струмичкото поднебје и искрено се распрашував низ бабите помало и со мајка ми да разговаравме, да, и свативме дека во Струмица порано скоро секој двор или во градот имало многу дрве со смокви. И одлучивме Смит Джин од Вторник да има нота на смок. Види, јас не сум многу љубител на алкохол, но морам тоа да го пробам сега. Тоа ми го кажуваш и имам чест да ме послужиш. Може, да. Тоа е Вторник. Тоа е Вторник, најновиот производ на И баш интересно, со вкус на смоква. Да. Меѓу повеќето вкусови доминира и смоквата. Сега интересно, гледам нарачуваат во боја, джин. Да, тоа се некои... Тоа се трендови? Тоа се трендови, да. Тоа како се сервира? Како се сервира е начин, па добива боја? Бојата на джинот, на тие комерцијалните джинови, по еден мери, е најчесто одраз на синтетика, на бои, додека кај крафт джиновите, тоест кај Смит джинот, бојата се добива по природен пат. Значи кај вас? Еве, например, Смит джин лавандер се добива со лавандер берен на планината кожа. И тој има виолетова боја. Значи нема синтетика во вашите джинови? Во крафт производите се треба да биде, односно се е природно создадено. Многу интересно, по природен пат на ферментација. Мириса, да. Здраве. На здравје, живи и здраве. Може би требаше и кај вас да се снима овој подкаст, но и овде не е убаво. Не, тука е супер, да. Донесе тука се што треба. Сепак јас сум гостин, да. Ти си гостин, да. Кажи ми, каде се дистрибуира и се продава? Вторник? Смит Джин или Вторник? Вторник, сега тоа ме интересира. Вторник, брендот Вторник во моментот се продава само во крафт бар Вторник. И некои производи, како има заинтересирани, ги продаваме и ги праќаме по пакети, по карго, онлайн. Ако јас седам во друг локал во Струмица и сакам да си наречам Вторник джин, го немам. Го немаме, да. Но сега за сега Вторник джин, Вторник крафт джин го има само кај нас. Но почнуваме низ цела Македонија наскоро. Така. Ќе го нудиме во локали, тоест веќе разговараме со неколку локали. Сакаме да го нудиме во локали што сепак имат приказна и што знаат да го ценат македонскиот крафт производ. И мислам дека ќе почнеме да соработуваме само со такви локали и исто така ќе го има да се купи онлайн за
Кој сака да го купи за под дома, за приватни забави и за слично. Сега пак ќе те прашам, колку е тешко да се внесе нешто ново на нашиот пазар, тука и нашите луѓе ги прифаќаат ли вашите производи? Па колку е тешко не знам. Еве ако треба да кажем временски, на вторник му треба добри 4 години да луѓе да сватат дека не е само обична лепенка вторник, туку за него стои квалитетен производ, приказна, избир на луѓе што останале во Македонија и тврдокорно продолжиле со својот занает. Да, знаат да кажат, слушај, дај ми гарантирано, например, таму да, ама и тоа што е гарантирано, и тоа што е гарантирано, почнало како вторник. Да. Значи, бидејќи Кока-кола не е од прв ден Кока-кола. Тука се поминати сигурно децени работа за Кока-кола да биде тоа што е денес. Да. Се стоиш цврсто на твојот став, за сите твои вредности, нели? Ги штитиш тие твои вредности. Што те мотивира да го правиш тоа? Што ме мотивира? Посебно за Струмица, после да бидеме реални. Да, за Струмица разговараме. Нели какви се? Најверојатно ме мотивира тоа што имаме шанса да го промениме општеството кое живееме. Бидејќи општеството кое живееме, сите добро знаат дека не е најсјајно. И мислам дека ние што остануваме тука да живееме и се занимаваме со бизнис или со било што допира до некој вид на публика, можеме да направиме промена. Промената ќе биде сигурно бавна, апсолутно, но сепак ќе има промена. Да. Тоа е единствено што ме мотивира, бидејќи мислам дека Струмица е град што може да оди само напред. Порано бевме нели Струмица со најдобар економски најразвиен град, со најдобар ноќен живот, со не знам најинтересни и најубав парк, па можности за шопинг, за се. Кој е твојот став денес? Дали остануваме вака со најдобар ноќен живот? Градот си има променето само плоштински. Дали си има променето да биде стварно европски град како што сите кажуваат, цврсто кажувам дека е тоа не. Бидејќи искрено ние може да го имаме и најубавиот парк, може да го имаме и најубавите кафичи и можеби нели убав ноќен живот и се тоа, но секојдневните навики кажуваат нешто друго, а тоа е општа култура, културата во сообраќајот, но сепак тие работи. Да. Сум сигурен дека младите ќе ги променат. Не прават ли подобри луѓе луксузните барови, кафетерии, дуќани, не знам, луксузни куки, луксузни коли, не прават подобри? Во секој општество мора да има луксус, мора да има нешто нормално, мора да има и нешто сиромашно, така да зависи, а во се може да најдеш инспирација. И сега дали нешто луксузно те прави подобар човек, тоа мислам дека не е ни тема на дискусија. Да, тоа е поединечно, нели, добар секој човек има има различни. и богат и сиромав и Да се вратиме пак на крафт. Што е крафт култура всушност? Тоа мене ме интересира, интересен поим. Интересен поим. Крафт култура, на крафт во буквален превод значи занаетчество. Значи тоа најчесто го потенцираат јапонците, бидејќи тие се нели доста веруваат во своите традиционални вредности и во своите занаети, но сега во поново време низ светот е популарно да има лейбл крафт. Бидејќи луѓето се повеќе и повеќе сакаат да пробаат нешто автентично. Значи под крафт култура се подразбира се што спаѓа во занаети. Може да има и крафт шешири, може да има и крафт сладко, крафт леп, крафт, се може. Па гледаме многу често на телевизија, нели обично еве за готвење што се нели специјално на пример во Италија и таму си презентираат нивни домашни производи. Италијанците, грците и шпанците се мајстори за како да ја промовираат сопствената крафт култура. Во Македонија ние сме се уште, да не кажем, на нулта почетна точка во крафт културата. Од една страна тоа е за вторник добро, бидејќи учи се и може да имплементира тука и најверојатно се надеваме дека ќе инспирираме и други луѓе да почнат со
со крафт, да се занимаваат со крафт култура. Так, слоганот крафтуваме заедно. Слоганот крафтуваме заедно се роди искрено во состаноците со Смит Джин. Бидејќи ни требаше некој слоган како да почнеме да го најавуваме новиот продукт, и тоа се случи баш спонтано. Тоа што не те прашав, ме интересира кога се создава, например, еве джинот. Вие ги кажувате состојките кои да се стават или оставате на производителот? Не, Смит Джин е доста сериозна крафт компанија со луѓе што се знаат комплетно работата. Ние на почеткот на мене само ме праша како да го тераме вкусот за да имаме приказна. Така се роди само приказната за да на aftertaste чинот добие смоква ефект, но се друго што е спакувано внатре е дело на Милица Плетварска. Поздрав до неа, жената што стои зад формулата на вторник крафт. Гледате, драги гледачи, жена може да направи квалитетен алкохол, да. Навистина е добро, но до крајот на подкастот го испијаме ова, ќе имаме многу квалитетен разговор, Коста. Сега, колку е важна, ми каже, за секој производ стои приказна. Колку е важна приказната? Како ја пренесувате приказната? Еве, јас ќе дојдам кај вас на еден убав квалитетен пилок. Како ја пренесувате приказната на вашите клиенти? Па приказната ја пренесуваме со покрај, нели, извини што те прекинувам, покрај убавиот амбиент и таму што има, нели, се... Приказната пробуваме да биде 100% реално. Бидејќи мислиме дека во мал град, каде што се може да биде од уста на уста, клиентот може да му правиш филм и да го лажиш на кратки стази. Ние пробуваме да продадеме само приказна, да биде 100% автентична. Наше е да ја пренесеме приказната. Дали клиентот ќе ја прими и ќе му се допадне, тоа веќе останува на клиентот. Но ние стоиме 100% зад вторник и за се што правиме во вторник. Так. Но и така амбиентот ви е топол, интимен и многу често, нели, имавте и слики, дојдете сам да бидете со сите, нели? Да, дојде сам биде со сите, некој слоган што се роди на почетокот на Крафт бар вторник. Тоа е лично моје искуство, бидејќи јас кога излегував сам на времето, најчесто излегував сам. Тоа ми беше некако... Тоа беше на времето. Да, тоа ми беше убаво да излезам сам и тука да се видам со сите мои, пошто знае, имавме локал, легендариот Маф, таму се излегуваше, нели? Да, поздрав и до собствениците на... До браќата Мавкови, кои, да не се лажеме, 22 години правеа урбан цврсто верува во својот локал и Маф е еден кој што ќе биде неизмерна трага за генерации како мене, генерации после мене и генерации некои пред мене. Тоа е неизбришлива трага на Струмица. Таму знаевме и на излегување сите. Сите бевме заедно, да, во право си, нели, и сам да излезеш, ќе се најдеш друштво, ќе застанеш на шам. Добро, тоа беше и време пред социјалните мрежи, така да оправдано. Сите се разговаравме. Сега мислам дека младите пак ќе се вратат на тој момент. Веруваш, Коста? Јас мислам дека одиме во скроз противна насока. Не дека младите не знаат што е квалитетно, што е вредно. Меѓутоа, технологијата си го прави своето и сега тие се преокупирани на социјалните мрежи се повеќе и повеќе. Некако на излегување гледаме, сите се на телефони, веќе никој не разговара. Па значи вторник има супер млади што доаѓаат кај нас. Па тие се кај нас го нема тој проблем со телефони и слично. Да не им забрануваш ти на телефони. Не, јас сум против секој вид на забрана. Искрено мислам дека се повеќе и повеќе има тенденција на гасење од социјалните мрежи. Затоа што младите ќе сватат, тоест мислам дека веќе сваќаат дека животот на екран не е исто животот во живо. И се повеќе и повеќе сакаат да го уживаат физичкиот допир на нештата, знаеш. Друго е кога ќе опипат да седнат во трева на парк или ќе дојдат некаде каде што нема да бидат онлайн, ќе разговараат, ќе запознаат нови луѓе. Точно дојди сам биде сите во вторник им тоа го нуди, се запознаваат луѓе на шанко, се запознаваат луѓе по маси. И автоматски немаат никаква потреба да барем времето кога се излезни да го минуваат на социјалните мрежи. Тоа е таа урбана култура која ја градите. Па да, урбана култура ја градиме ние и ја гради нашите клиенти. Ова е навистина убаво што го слушам,
затоа што генерално впечатокот е дека нели младите се на телефони и на излегување не им е интересно. Па ако бираш да ги само да ги хейтеш младите, ќе најдеш ќе им најдеш тоа начин што не чини кај нив, но не е само така. Ајде одбрани ги да видам што е тоа што се па јас стојам 100% за младите, да, те гледам дека стои за нив, јас како родител некако да. Па мислам дека јас сум против живење во минатото. Значи тоа што викаме ние, во наше време беше поубаво. Да, јас не сакам да ја користам таа реченица кај младите, бидејќи ме прави да се чувствувам како диносаурус. Стар. Да. И мислам дека тука е грешката на претходните генерации што цело време не убедува како било порано, без да ни дадат шанса ние да ставиме печат на нашето време како млади. И јас сега не сакам да ги труим младите да кажем како било порано и дали било подобро. Сакам само да им пренесам дел од убавите работи што се случувале кога ние сме биле без социјални мрежи. И убеден сум дека само младите денеска може да направат прогресивен напредок, питејки се во нивни раци. Гледам веќе кај младите не се популарни политичари и слични луѓе, туку се популарни луѓе кои што вредат. Бидејќи со еден клик младите се буквално секаде. Треба само тоа да почнат да го имплементираат во нивната заедница. Да. Треба да им се даде, мислиш, повеќе простор, повеќе треба да им се сила, даде простор, да не ги труиме. Во право си со едно, да се согласувам дека нашите родители порано знаат да не воспитува молчи, работи, нели биди послушен, биди одговорен. Тоа такво било времето порано. Ние сме држава која многу често била нели опресирана, многу често била под некакви си нема да кажем робство, но било под некои си системи што секогаш според мене секогаш те училе да бидеш послушен, и простичен. Ќе ти дадам еден пример. Средна школа бевме дел од сите репрезентации на Македонија во кошарка. Ти играше кошарка, тоа мораме да го забележиме. Завршена приказка, да. Но беше успешен. Па прилично успешен, да. Не заврши така успешно како што беа проекциите во мојата глава, но добро, таа е веќе завршена приказна. Нема да се враќаме на неа, но еден пример ќе ти дадам да се надоврзам на муабетот. Кога одевме со македонска репрезентација да учествуваме на било кои европски првенства, одевме учени од нашите селектори и нашите стручни штабови дека битно е да се учествува. И дека као Италија, Шпанија или Германија се некои недостижни репрезентации. Со самото тоа ни става веќе на нас во глава дека ние одиме да бидеме поразени. Да. Што се случи кога јас наполнив 18 години, кога отидов да играм во Грција, играм во ПАОК. ПАОК е екипа со реноме во Грција и со младата екипа одиме на турнир во Барселона во Шпанија. Прва утакмица треба да играме против Реал Мадрид. Цел тим на ПАОК, од тренер до стручен штаб, беа насочени како да се победи Реал Мадрид. Во ниеден момент на сите нас 18 годишни деца не ни дадоа до знаење дека тоа е кралскиот клуб, дека тоа е недостижно нешто. Одиме да го победиме Реал Мадрид. Мислам дека така се гради. Така се гради здрава млада нација. Го победивме и Реал Мадрид, а во следната утакмица ја победивме и ЦСКА Москва, што за тоа време беше така. Значи се до мајндсетот, како ги воспитуваш едноставно младите. Нека биде тоа еден, јас често знам да кажем апел до родителите, но и совет. Не дека да ги правиме најпаметни, најдобри нашите деца, но да ги мотивираме дека можат се, нели? Дали ќе бидат најдобри и најпаметни, тоа ќе покаже времето и ќе покажат делот. Но ако ги мотивираме младите, сигурно ќе биде подобро за сите. Многу поуспешни, да. Ме интересира овој дел со урбана Струмица. Што е оно, ја спомнавме Маф како некој легендарен кафе-бар кој беше во времето и кога, барем јас така мислам дека стварно имаше убав и ноќен живот и имавме убави вредности, убави спомени имавме од тогаш. Дали сега може да кажеме дека живееме во урбана Струмица? Ме спомена малку на почетокот некаде. Што е моето мислење? Мислам дека зборот урбана Струмица најчесто ние го насочуваме само кон
кафичите, баровите и тој начин на... Според мене, урбано представува многу поширок спектар на нешта, бидејќи за да бидеме урбан град, ние треба да имаме кино. Ние немаме кино. За да бидеме урбан град, треба да имаме модерен театар. Ние немаме модерен театар. Се гради, глумци неколку години се гради, да. Таму во прашината. За да бидеме урбан град, треба да имаме повеќе скейт паркови, повеќе игралишта, повеќе слободни зони каде што младите може да се изразат преку своји, нели... Да, таа урбана сцена ја немаме, да. Да. Да не мислиме дека урбано е само тоа што кафичите ќе го понудат како програма. Не е тоа урбан, тоа е само начин на излегување на ноќен живот. Ноќен живот и урбана средина се две различни работи. Урбана средина е многу поголем, многу поголем спектар на... Но дали ние како единки може да влијаме на тоа? Па ние сигурно влијаеме, да. Ние влијаеме. Еве ти како крафт бар вторник имаш удел во сето тоа, да, нели? Ние имаме мал удел, да. И мислам дека пази пред луѓето да дојдат во вторник, младите, например, комплетно не знаат ништо за старата струмичка чаршија, не знаат времето кога таа била, нели, раздвижена, гледаат куки од некој друг, од други архитекти, гледаат ликови познати. Да. И сваќаат дека Струмица било урбано место, може да биде урбано место и треба да биде уште поурбано од минатото. Музика слушаат скоро секаде, во секој локал се слуша иста музика сега. Не ми е поентата да деградираме нито еден музичар или нели изведувач. И српско, и бугарско, и македонско се слуша. Но мислиш ли дека малку младите сега настранија со тие вредности на музиката? Па искрено не знам. Искрено мислам дека лошата музика, турбофолкот и слично. Дали е таа всушност лоша музика или само... Па тоа сакав да ти кажам, таа било присутна тука на овие простори од секогаш. Ќе биде присутна најверојатно и во иднина. Мислам дека не треба да им се дава толку голема важност на таа тема. Едноставно, ако група на луѓе уживаат таа музика, оставете ги да уживаат во таа музика. Так. Ако група на луѓе ужива во друг вид на музика, дајте му друг вид на музика. Тоа што ми смети кај така наречената интелектуала во Македонија е тоа што упорно шундот го става на нивната маса како тема за дискусија. Јас искрено сум многу далеко од таа култура, турбофолк култура. За мене таа не постои, не е присутна во мојот живот и нема смисла да ја ставам на пиедестал. Така да, ако почнеме секој од нас да го ставаме на пиедестал тоа што ние го негуваме, тогаш ќе се стварат групи што слушаат убава музика, квалитетна музика и ќе има луѓе што слушаат неквалитетна музика. И тие ќе се живеат, и тие ќе се живеат. Да живееме сите заедно. Да. Треба да има опција во едно општество. Секој треба да прави и има право да прави што сака, се додека не му пречи на другиот. Да. Треба да... убаво е, зашто ние сите сакаме да живееме во поголем град, посебно младите, нели? Да. Таму им се нудат повеќе опции. Еве мојата ќерка знае да каже, овој викенд одиме на таа забава, друг викенд одиме на таа забава. Тоа се можности кои им ги нудат големите градови. Мислам дека и Струмица има капацитет за тоа. Да, ама кога луѓето одат во големите градови се со уште поголем диверзитет од нашиот. Ние сме мала средина, ние сме паланка во однос на големите градови. Да. Што е фасцинантно? Кога младите одат во големите градови, бират да го видат само најубавото. Значи ќе дојдат од било каде и ќе разговарат само за најубавото, без да кажат дека во Брисел луѓе спијат по патот и е малку опасно за живот. Да. Тоа треба да го правиме и во нашиот град, да им дадеме простор на убавите работи да стојат и да се разговара за нив, а не само на лошите. Так. Вие знаете како Крафт бар вторник да поддржите настани? Да. Кои се нели културни настани кои се интересни. Сега кажи ми, недостасува ли се уште настани од областа на културата? Со сигурност недостасува, да. Бидејќи Струмица е, можем да кажем, доста слаба со културни настани во споредба со другите градови во Македонија.
Ако го исклучиме Скопје, што е центарот на Македонија, тоа е неминутно. Што Битола има убава култура, Охрид има убава урбана култура. Струмица мислам дека секоја наредна власт општинска што ќе има шанса да го промени тоа, треба да работи на културата. И не само на културата во област на настани, туку треба да работи и на спортот, бидејќи спорт се дел од културата. Значи, луѓето кога ќе одат на добар надпревар, паралелно на тоа ќе поминат и саат време во кафич, саат време во парк и ќе се створи една друга за сите ќе има. За жал, сега сме на многу ниско ниво на култура. Да, не ни е тоа темата, но морам да кажем сега муабетот не носи на таму. Пред секој избори нели се кажува нови спортски сали, нови игротеки, нови паркови за деца, се тоа, но тоа се само мерки кои нели сега се промовираат и после легнуваат работите и ништо не се прави. Да се надеваме дека луѓето во иднина нема толку брзо да забораваат на тоа што е ветено. Па да, ние како медиуми треба да ги потсетуваме, еве. Да се бориме за тоа што сакаме да живееме во нашиот град. Да. Сите политичари што се дел од нашиот град треба да бидат со нас и за нас. Да, а не само тие месец дена кога се изборите. Да. Јас секогаш го кажам, ништо лично против никој. Меѓутоа, веќе кога си избран да го водиш градот, си советник, си градоначалник, се треба да бидеш одговорен за тоа и одговорно да ја носите, нели. Но мислам дека доаѓаат нови времења каде што младите ќе не може да ги лажеш со тие приказки и мислам дека луѓето ќе почнат сериозно да работат на програмите. Да, што е со тоа, ајде, оправдување нели од страна на властите дека многу тешко прифаќаат промени струмичани и тоа можеби секогаш е една од причини. Ама знаеш, не прифаќаат промени, па ајде остануваме во тој шаблон. Тоа се празни муабети. Дај да ги видиме промените, па после ќе одлучиме дали прифаќаат или не прифаќаат. Да. Коста, дали луѓето се плашат да бидат различни? Еве, ти си пример дека си различен од другите струмичани во однос на начин на живење, на облекување, стил, нели, не ми кажа Мери. Не треба да се фалиме, меѓутоа тоа е факт. Тоа е факт. Мислиш ли дека луѓето имаат страф од тоа да се разликуваат од групата? Порано да, денеска мислам дека не. Бидејќи гледам дека новите генерации експериментираат со стилови, експериментираат со начин на живот, се пронаоѓаат, кај се што се. Порано да, порано имаш некој предрасуди, нели, како треба да се облекуваш или како да размислуваш и се тоа, но сега мислам дека се сменат и комплетно времињата. А дали сум јас различен од толпата, не знам, јас само сум јас, искрено. Ти си само свој. Јас сум само свој, во били свој, да. Не случајно си гостин овде, затоа што ние почитуваме секогаш луѓе кои се своји и нели се држат до своите вредности. Ги кочи ли тоа што се во мал град? Или еве тебе? Те кочеше ли тоа што живееш во мал град? Сепак Струмица не е ли мал град за разлика од други, да бидеш свој? Да. Мал град и таквото малограѓанско размислување мислам дека е исто секаде. Во сите мали градови во светот. Тоа е, не знам на што се должи тоа, но тоа е тоа. Сите луѓе се интересираат за нели како изгледаш ти, без да се заинтересира како изгледа тој. Се имаш ли почувствувано дека не припаѓаш во таа средина некогаш? Да, па многу често. Пази, искрено, јас денеска живеам и стварам во град кој што искрено мразнам што го сакам. Тоа е контрадикторно. Тоа е еден извадок од текст на една кочанска група АНАО и Кирил Стоименов како вокал. Вика, град без возови, град кој што мразнам што го сакам. Да, тој тоа го кажува за Кочани, но јас исто го чувствувам за Струмица. Но пак ќе ти кажем, цврсто останувам на ставот дека продолжам да живеам тука и цврсто останувам на ставот дека ќе пробаме да промениме барем и 1% од начинот на размислување преку нашиот вторник. Так, јас мислам дека се на прав пат. И кое е твоето мислење? Еве, ми кажуваш дека се менува Струмица,
но сепак има ли надеж за Струмица? Ке стане ли Сигурно Струмица дека има, урбана сигурно средина? дека има. Зошто? Луѓето викат, нели, во Струмица нема доволно underground, а јас им викам дека за да има underground треба да има ground. Ние сме сега на ground, па и ќе има и underground, и ќе има и тоа. Да. Каква е комуникацијата со другите? Тоа не те прашав, со сопственици на други локали, комуницирате, имате некоја заедница? Па во последните неколку години, не знам дали се приметила, но во Струмица се родија така некои интересни локали што се искрено во исто време се отворија. Вторник се отвори, нели, Salt and Pepper, па се отвори коктел бар. Тука беше мала сцена и љубо. Сега тука е, нели, пиена пишна. Так. Тука е Мир, сега новото бистро на исто на љубо. Исто се отворија во поново време и доста локали кои што изгледаат исто како солонските локали и тоа ми се допаѓа. Сакам да има Струмица еден диверзитет, да не бидат сите локали исти, туку да има и ултрамодерни, да има и локали што негуваат и ретро дизајн. И тоа мислам дека Струмица е сега во некоја нова ера на отварање на локали. Времето ќе покаже кој ќе биде, нели, кој ќе остане и кој ќе биде автентичен во сето тоа. Кој ќе преживее, ќе раскажува. Да. Што е оно што вие гледате во Струмица, а што другите не го гледаат, па бараат да се, нели, иселување од Струмица и од државата за да најдат подобар живот. Но вие еве гледате нешто во Струмица, останувате овде и работите. Што гледаш во Струмица убаво? Тоа што мразиш, што ја сакаш. Па убаво гледам во тоа што мислам дека луѓето се желни за да научат нови работи. Мислам дека сме град кај што му фали доста едукација на многу теми. И тоа во иднина ќе биде се почесто. Цело луѓето ќе почнат да се едуцираат на различни теми, сваќајќи дека можат и овде да живеат, а светот им е буквално со еден клик на визер може да го постат светот. Така. Но битно е да создаваат тука, нели? На темата иселување, мислам дека таа тема била актуелна од секогаш во Македонија, актуелна и денес. И мислам дека секој има право да се одлучува сам за себе дали ќе живее овде, дали ќе се исели, дали тоа е личен став и не би сакал да говорам како е некаде. Не може да кажем како е општо. Види, реално, оно мене што ме загрижува, сега само еден кратко, нели, за иселувањето е порано се иселувале, нели, за луѓето од руралните средини. Сега се повеќе интелектуалци се иселуваат, луѓе кои сваќаат дека овде не им чини и системот и начин на живот и се. Тоа е фактот што ме загрижува. Кога се граделе модерните нации низ Европа и низ светот, интелектуалата не бегала, туку сваќала дека таа жртвувана генерација што треба да направи промени. Кај нас е обртно, кај нас интелектуалците го бираат полесниот пат, бидејќи не сакат да го прифатат фактот дека тие кои генерација се жртвувани и мора да ги направат промените. Да. Тука се разликуваме ние од, еве да кажеме, последните модерни нации, иако ние сме биле напред. Пример, кога во Охрид имало книжевна школа, во Велика Британија немало ВЦ. Така да немаат многу право да ни продаваат приказки дека... Ама ние сме криви, ние ги цениме ние повеќе нив. Ние ги цениме. Самите сме криви што не го одржуваме тоа што го имаме. Но секако бремињето се променуваат. Да, јас морам да кажам дека джинот е супер. Да, очигледно е, ми оди. Ми оди, си имаме убав муабет. Дали денешната младина знае да ужива? Еве кај тебе кога доаѓаат. Направиме разлика од излегување и доживување. Да. Па најверојатно во вторник ги има и двете. Бидејќи гледам дека луѓето што доаѓаат во вторник се задржаа да доаѓаат во вторник. Тоа не може да биде на сила, тие се браќаат бидејќи има убаво таму и дека имаат и доживување, запознавање со луѓе и со нови муабети, а истовремено и пробување и пиење на Кој е најбаран пилок во моментот излегување? Во моментот најбаран пилок е, нели, вторник крав джинот, најбаран, исто така повеќе женските го пиете или повеќе мачките? Не, нема. 2026 немаме веќе машки женски теми. Добро. Со оглед на тоа дека е направено од женско, да не е нешто посебно се приврзани. Па не, джинот е доста продаван производ, исто така ликерот од вишна ни е
продавам производ, вината, пивата ни се така, и се друго се тече. Знаат повозрасни луѓе да доаѓаат кај вас и да си, нели, да уживаат во Па ние имаме политика да не моменти. пуштаме малолетници. Така го изградивме од старт. Тоа е за респект, да. Да, така го изградивме од старт. Не дека имаме нешто против малолетните, но првично законот не дава да се служи алкохол на малолетници, а второ не сакаме малолетните лица да брзаат да го изживуваат животот прерано. Но ти си единствен, можем да кажем, нели, во Струмица. За жал тие ги поминуваат тие фази на други места. Да, јасно ми е, ама јас одговарам за вторник и само за вторник и тука сакам да бидам чист пред моите клиенти и пред родители што имаат малолетни Кога сме кај децата и родителите, кои се тие вредности според тебе што се изгубени? Па искрено, пак мислам дека тоа е индивидуално, бидејќи секојдневно се соочувам бидејќи јас сум родител, секојдневно се соочувам со луѓе што супер си ги воспитуваат своите деца и секојдневно се соочувам истовремено со луѓе што не обраќаат внимание на своите деца, побитен им е нели телефонот и социјалните медиуми. Фотографија добра, да. Но пак ќе ти кажем, тоа се на кратки стази, бидејќи секое дете повеќе ќе ја цени суштината од формата. Што е според тебе подобро? Добра фотографија или едно добро доживување во вторник крафт бар да се направи? Па најверојатно е добро доживување, бидејќи фотографијата не треба да се форсира. Ако настане случајно, ако треба да биде нешто фотографијата само за спомен, супер е да ја има. Но да седнеме во вторник за специјално само да се сликаме, тука автоматски го губиш цел момент од тоа што представува крафт бар вторник. Да, но Коста, да бидеме реални сега, локалите се повеќе се фокусирани, нели, на тие маркетинг трикови, јас би кажала, добра фотографија, добро измонтирана, едитирана фотографија, демек за да привлечат народ. Која е политиката на работење на вторник? Дали е тоа специјално само маркетинг да се направи, да се привлече народ, или квалитетот и приказната која стои за нив? Вторник со секоја објава, бидејќи ние сме исто многу актуелни на Инстаграм и на Фејсбук, но со секоја објава вторник не му е целта да брои лајкови, туку целта му е да буквално да ја презентира како е денес во вторник или како било вчера во вторник. Дали ќе имаме 100 лајка или 500 лајка, тоа буквално не ни е битно, бидејќи пак ќе ти кажем, убеден сум дека народот, кога имаш шанса да го educираш преку, во мојот случај преку крафт култура, не можеш да го лажеш на долги стази. Ние можеме да ставаме перфектни фотографии едитирани, но кога човекот ќе дојде кај нас, сваќа дека сликата е лага, така да втор пат нему да се врати. Така. Да, но сепак имате направено видео кои остануваат со години запаметени. Се сеќавам на видеото кое беше направено во Бербер барот прво. Да, тоа беше првото. И беше интересно, посебно на струмичани, затоа што, знаеш како вика, ајде легендите на Струмица се собраат на видео да снимат. Тука, да, првото видео беше, глумци, ама тие беа луѓе што секојдневно беа во Бербер бар. Лесно беше да се убедивте лесно? Да, многу лесно. Столе Ангелов, кој морам да го спомнам, стои зад најголем дел од продукција за вторник. Со него се разбираме најдобро. За нас тој е најдобриот во градот. Работиме со него. Да, тој не е наш соработник, мора да сега си во последното видео за вторник Крафт Джон го работевме со Ѓорги Вацев од Гевгелија. Исто голем респект и за него. И заборавивме да ги спомнеме претходно, а мора да ги спомнеме нив. Авторот на логото на вторник Крафт бар е Ѓорги Ичев. Тоа. Најдобриот тату артист во светот и автор на многу дизајни за вторник. Да си запомне дека тој треба да ме биде гостин. За вторник Лево, Ѓорги Ичев, ако слушаш, гостин. Да знаеш, нареден гостин си ти. Зашто ти си свој, пред многу луѓе да бидат своји. Така, да. И исто за нашите дизајни стои Маријан Дзингаров, кој живее во Софија. Но ја сака исто така Струмица. Да, тој ја сака Струмица, тој е исто така стар убран лик. И тој стои зад
Дизајните на етикетите. Да. Најголем дел од дизајните се. А идејата не ми кажа за логото. Негови дел. Вторник, да, спомнавме вторник. Вторник, да, тоа беше многу лесно, јас немав никаква идеја за лого. Со Ѓорги Ичев сме другари од мали и само му кажав ми треба лого. Тој нацрта модерна верзија од Гоце Делчев и тоа е тоа. Тоа најубаво го отсликува вторник. Во негов неотрадишнал стил и логото беше буквално само порачено и доставено без да се разговара. Да. Кој што сака. Се е направено некако со душа, со стил, барем јас така гледам од страна, нели, без брзање, без присилени некои потези или намери. Да. Тоа, мислам дека тоа е она што го отсликува Крафт Бар вторник. Па Крафт Бар вторник, да. И сите луѓе што се околу Крафт Бар вторник се со 200% отворено срце и работат за так. И некако ќе поминеш од... Ако некој заборавам да спомнува Крафт Бар вторник, не сакам да се лути. Наредниот подкаст ќе биде споменат. Сите знаат дека вторник фамилијата е секој штук. Да, ми беше интересно, морав да го споменам видеото, затоа што и покрај тоа, нели, што не е комерцијалното приоритет, меѓутоа знаете да направите квалитетни видеа, интересни, го има Коста тој нюх, ајде да кажем, за нешто уметничко во себе. Тоа е збир на луѓе што си ја сакаат професијата. Еве, например, за последното видео, цело видео го работеше Вацев, кадрите кај што ќе снима. Тоа со занаечиството што е, да. Тоа е и промоција на занаечиството во Македонија. Да ги испрезентирам сите занаети што се најстари во Струмица, од тоа, ако ковач, може, пилов. од техника најверојатно ќе можеме во овој момент да го пуштиме видеото да се гледа, супер. Затоа што вреди да се види. Тука го презентираме најстариот Саетчија Чичко Митко, ја презентираме Саетчија. Саатчија, извини. Добро. Часовничар Чичко Митко, кој Саатчија на време. Струмички. Саатчија. Добро. И него го има исто во видеото. Исто почнуваме да презентираме млади кои се занимаваат со својот занев. Тука е Димитар Младенов кој што упорно, нели, еве го поздравивме него, ќе го заборавивме, легенда струмичка. Нашиот омилен шеф. Исто ја презентираме во видеото нашата омилна Венус, која што веќе трета генерација се занимава со везење и со дизајнерка на гардероба. Многу веруваме во неа, бидејќи во иднина мислиме дека се почесто ќе се слуша за Венус. Так, требаше ние еден поширок подкаст така да направиме со сите занаечи, па да си продискутира, да. Мислам дека е убаво кога се поддржуваме едни со други. Еве и ние сме струмичани и мене ми е посебна гордост кога разговарам со вакви луѓе од Струмица кои стварно имат придонеси во општеството, во ова урбан начин на живење, нели, во Струмица и треба да ги поддржуваме. Да. Па како што вика Џо Страмер од Клеш, без луѓе си ништо. Так, вторник е жив пример за тоа. Так. Без луѓе сме ништо. Колку ти значат книгите во се она, нели, во животот и тоа што го работиш и успеси кои ги имаш постигнато до сега? Колку те направија читањето книги подобар човек? Па, јас обожавам да читам искрено. Да, тоа знам, затоа морам да го потенцирам. Да, искрено да не беше кошарката, мене животна жела ми беше да студирам македонски јазик и литература. Но кошарката ме насочи на други патишта. Ја прашам после за кошарката. Да. Како почна и зошто заврши? Да. Но дали книгите ме прават подобар човек, не знам. Искрено дали сум добар човек, поема немам. Се трудам да бидам, сигурно имам милион грешки и сигурно имам... Па добро, сите грешиме, никој не е безгрешен во животот. Но да, обожавам да читам, искрено обожавам македонска поезија. За мене, искрено ако треба да бирам, поемата Сердарот од Парличев е најголемото книжевно дело во светот. Ако треба да бирам странска литература, многу сакам да читам литература што е напишана на уличен жаргон. Омилни ми се во последни некои 7-8 години го читам многу Ентони Бордејн. Джек Керуак исто така го читам. Исто Джеймс Џојс од Ирска. Но ако треба да бирам, ќе бирам само македонска литература од типот на Гајан Тодоровски, од типот на великаните Кочо Рацин и
целата таа плејада македонски. Која е таа книга што ти го има направено, не знам, промена во животот? Постои некое дело што ти го има променето животот? Не знам дали постои таква книга, мислам дека не. Поголема промена кај мене имат направено музички албуми, пошто како хоби ми е да слушам музика и растам цело време со музика. Ако треба да бирам што би слушал цел живот, би слушал целата дискографија на Кочни оркестар, затоа што тоа за мене се најголемите. Кочни оркестар? Кочни оркестар е, тие се веќе многу стари, веќе функционира втората постава на Кочни оркестар. Кочни оркестар е за мене најголемиот македонски бренд и е првиот бренд далечната 94 година, каде што New York Times има напишан артикл за некој македонски бренд. Уште еден бренд за кој малку се слуша, за жал во него. Во тие кругови музички Кочни оркестар се великани. Кај нас се вреди да ги споменеме. И живот на Жело ми е на 10 години од постојање на вторника, тоа е следната година, да ги донесеме Кочни оркестар и да ја затвориме старата чаршија, да биде како што треба. Ке биде ова настан за... да се надеваме, бидејќи Кочни оркестар се големи звезди, живеат сега во Америка, така да ќе биде... Ајде, јас се надевам дека ќе се исполни таа твоја желба. Да. И ќе бидеме и ние таму, ќе бидеме дел од овој настан. Ќе бидат сите. Те прашав за книгите, затоа што многу често знаеме да искриткуваме, пак да се вратам на тие младите сега. Не читаат млади. Ти се умилни младите, а ти викаш ли млади во емисија како убиди свој? Викам да... Мислам, ние сме млади, дали викаш помлади? Да, ние сме млади, нели овие, помалите, ајде да ги кажеме. Да, меѓутоа сега ќе се потрудам да бидат многу почесто застапени во емисијата, затоа што имаат многу што да кажат. Да видам реално. Бидејќи ние млад, нели не... ние почесто ги критикуваме младите. Не, младите е најглупово да ги критикуваме, да. Мислам, и најлесно е да ги Еве, после овој подкаст јас нема да критикувам никој. Ти ветувам, затоа што ме убеди во многу наврати. Уште ова да го разјасниме, дека не читаат книги и... Па напротив, јас мислам дека читаат книги. Само што сега тие читаат на друг начин, нели, преку на екрани и слично, но мислам дека читаат книги младите. Колку е важно да се изгради еден идентитет? Да се биде свој? Па, тука треба да помогне многу начинот на растење и начинот на воспитување, за да изградиш еден идентитет, според мене. Мислам дека е тука веќе домот има главната улога да ти каже кој си и од кај си. Што ќе бидеше, нели, едно нешто не може да ја предвидиме. Так. Но идентитетот, за жално е што ние во 2026 година уште се навраќаме на тема идентитет, уште не знаеме кој сме, уште не знаеме зошто сме, ама пак ќе кажем, многу системи довеле да се наоѓаме во таа ситуација, но еве, мислам дека ниеден човек што живее во Македонија не треба да се срамува да каже од кај е, кој е и каде оди. Искрено. Пошто ниеден друг човек во било која држава на светот нема 3 раце и 3 нозе и 2 глави, сите имаме исто. Да. Сите сме исто и треба да го почитуваме тоа што го носиме од каде што потекнуваме. Тука можам само сега ми текне еден пример, кога играв кошарка во Шпанија. Шпанија е богата со многу африканци, кои имат легален престој во Шпанија. Јас зборам мои колеги кои игра кошарка. Имав пријатели од Јужноафричка република, имав пријатели од Сенегал, имав пријатели од Буркина Фасо. Буркина Фасо е држава која се уште нема асфалт на улиците. И запознав многу шпанци во текот на многу африканци во текот на живењето во Шпанија. И ми беше фасцинантно. Сите шпанци, сите африканци со шпански пасош бираа по завршувањето на кариерата да се вратат во Африка. Ще има обезбедено шпански пасош и работни дозволи. И може да се биде да останат во Шпанија да бидат шпанци. Сите што ги запознав бираа да се вратат во Африка и беа со ставот дека ако не јас кој ќе помогне на мојата нација држава да се изгради нешто што го нема. Да, тоа Коста, тоа ни фали на нас. Сега, ајде... Тоа ни фали и мислам дека тоа време доаѓа. Искрено.
Да се Мислам надеваме. дека тоа време После доаѓа. 10 години пак ќе го гледам овој подкаст Пак и да се- да бидеш во право. Дај Боже. Да. Дај Се Боже да надевам бидеш дека во право, тој да. екзодус на млади ќе престане. Да, реално да бидам, ни фали тоа дека од нас се треба да започне. Нели многу често знаат да кажат ова не чини, ова не. Никој не тргнува од самиот себе. Ако секој направи промена, или ако секој си ја сака градот и државата и брендовите, сите тие брендови што ги напоменавме овде, ќе биде многу поразлична. Нели? Да, сите тука се вадиме на темата обштествена одговорност, нели да бидеме не кој е, обштествена одговорност, туку да бидеме сите да бидеме свесни. Според мене не постои колективна свест. Постои само поединечна свест. Ако јас сум свесен поединечно, ти ако си свесна, нели, ако сите околу нас сами за себе, пред се бидеме свесни сам за себе, така ќе изградиме една колективна свест, пошто никој не може на нас од страна да дојде да ни каже од утре вие ќе бидете свесни. Да, Тоа апсолутно, просто е невозможно. Јаки сме само на Facebook, на Instagram, да пишуваме, да критикуваме, но никој, како што кажа, не е свесен самиот. Нели? Добро, тоа го има, тоа е неизбежно и пак ќе кажем, не треба да му се дава премногу значење на тоа. Човек што не може да ти каже нешто во лице, пишува на Facebook, не ти треба во живот, тоа е тоа. Сам ќе се изгасне. Реално. Да. Кошарката ја спомнуваме цело време од таму, од ваму. Да. Како се роди љубовта за кошарка? Колку време игра? Знам дека не беше. Грција ја спомена, Шпанија. Играв малци и во Скопје, па тука во Струмица, годините кога бевме шампиони. Кошарката сосема случајно се роди, уште од мал, негде второ, трето одделение. Се запишев на кошарка и буквално јас мислев дека сум талентиран, подоцна дојдоа и некои признанија дека сум талентиран. Така. Но подоцна дојдоа и големите грешки, кога не си талентиран во главата, а си талентиран само во телото. Во смисла не се посветуваш максимално. Па не, направив некои грешки што не се ни вредни веќе да се спомнуват, бидејќи таа е завршена приказка. Нема да живееме во минатото, но кошарката беше еден голем дел од мојот живот. Се уште е, нели? Дали тоа беше време кога се играше, нели, кошарка секоја сабота и беше празник за Струмица? Да, тоа беа убави времења, нели? Во тој период играше? Тоа било и пред мене. Ние некако го заокруживме тој период. Тоа е 2007, 2008, 2009 година, кога Струмица беше актуелна со шампионскиот тим на кошарка, кога луѓето одеа во сала и се врати пак тој дух на сакање на спорт. Јас сум уведен дека Струмица е град што живее за спорт. И има многу спортски таленти. Да, мислам дека Струмица има најмногу таленти што лежат на плеки, тоа односно најпропаднати таленти што немале шанса да се покажат, бидејќи системот бил таков. Дали целата вина треба да ја префрламе на системот, Коста? Во случајот на спортот ли? Ајде сега, зборуваме за спортот. Во случајот на спортот, безрезервно ќе кажем да. Бидејќи кога ние растевме во сали, каде што беше минус 25, на 100 км од тука во Солун, децата тренираа на сите услови, има опрема, има се едно нешто што може да го надградува нивниот талент. Тука, за жал, ние бевме без услови. И се уште сме без услови. Затоа те прашувам. Да. Се уште, пак ќе кажам, нели, се уште се бориме за основни услови. Да, тоа е жално. Да разговараме за такви теми во 2026 година е стварно. Да, навистина жално. За соблекувални, дали да се има за основни, или нема. Да. И грење, и не знам. Што би за кошарката сакав да те прашам, кој е момент кој ти има оставено најсилен впечаток од тој дел од животот? Што имаш научено, на што те научи кошарката во животот? Пред се спортот те учи на дисциплина, тоа е, нели, првото, и буквално да ги почитуваш сите околу тебе, бидејќи во еден тим сте повеќе од 15-16 луѓе. Так. Со се тренери тоа се повеќе од 20 луѓе, тоа се 20-30 буквално различни карактери. И тука сваќаш дека светот не се врти само околу тебе, мора да почитуваш буквално сечие мислење и да го имаш твоето.
Ти помага сега во работењето тоа? Апсолутно, во се. Сите мои животни лекции, не сите, ама голем дел од животните лекции се преку кошарката, бидејќи пак ти кажем, имам среќа да видам како функционира спортот на едно професионално ниво во некои европски држави. Ти недостасува кошарката? Максимално. Секој ден. На која позиција играше? Па со таа висина само на бек. Да, не сум нешто премногу висок за... Тројки имаше? Тројки имаше се. Тројки и влезови. Јас обично ги прашувам спортистите, нели, имав кошаркар гостин, што е подобро да, како беше, да изгубиш, да ја утакмицата, да ја решиш утакмицата или да направиш, нели, услов за друг да даде поен по ризик, ти да не си јунакот на утакмицата. Најбитно се е да победи тимот. Тимската игра е најдобра. Егото се става на страна кога го праши и модерниот спорт. Так. Бидејќи секој тим е поголем од еден човек. Спортистот може да биде тука во тој клуб 3-5 години, а клубот постои еве Паук слави 100 годишна од своето постоење. И ти си бил дел од него. Кој си ти да се ставаш над клубот? Тоа е да решуваш утакмица. Да, тоа се приказки за мали деца и так. Но и во самиот живот, нели, егото треба малку да го тргнеме на страна. Па егото секако не ти помага во било што. Мислам, јас на многу луѓе тоа го кажувам, што се билдаат со его, а истовремено се од струмица. Им кажувам да не си прават филмови, бидејќи после Радовиш веќе на никој не му е гајле за тебе. Мислам, кој е его, кој град, кој е вип во Струмица. Да, нема. Многу често знаат да кажат нели випот на Струмица или ама тоа е, знаеш, вредни луѓе. Да, па најчесто випот на Струмица како се рангира тоа? Да, така, тие се стварно. Како се рангира випот во Струмица? Не, тие се некои обществени пропаганди. Тие се ЕПП пораки само, ништо повеќе. Тие се тие вредности по кои не треба младите да се движат, јас ви кажам, нели? Сите сме луѓе и сите треба да се почитуваме. Кој што прави, кој како се понаша во општеството. Ако Бира Коста би ја одбрал Струмица пред 15 години или Струмица денес? Да живее. Во каква Струмица би одбрал? Тоа е искрено Струмица денес. И зошто? Да, Струмица денес, бидејќи мислам дека Струмица денес се развива одејќи напред. Струмица пред 15 години искрено беше град што тапка во место. Исто со градството, нели, што имаше убави страни и лоши страни. И денеска Струмица има убави страни и лоши страни. Но пак по милионите пак ги спомнам младите, мислам дека тие се луѓето кои ќе ја направат промената во Струмица, ние да бидеме само до нив и да ги поддржаваме. Так, и да веруваме во нив. Тоа за мене, за водителката, да верувам повеќе во младите. Да. Коста... Па искрено мислам дека време е конечно да умре таа Југославија во главите на сите да престанеме да ги замараме. Тие средновековни што сме сите, жал за Југославија. Тоа мислам дека подхитно треба да еднаш за секогаш да не постои. Бидејќи тоа враќање назад ништо не предонесува. Да. Имаме само расправи во помалските дуќани и таму кај што седат се расправат. Ние бевме подобри, вие бевте така. Да. Коста, урбан човек се раѓа или се создава? И се раѓа и се создава. Искрено. Има луѓе што се стварно родени под стрекнат звезда и немаат потреба да прават нешто во својот живот за да се докажуваат, а има луѓе што сакаат, се едуцираат, наоѓаат начин и се дел од урбаната култура и се урбани ликови, затоа што едноставно го избрале патот да се едуцираат на таа тема и да бидат такви. Го избрале тој пат. А има луѓе што буквално се раѓаат, се генијалци родени. Так, да. Познаваме многу такви луѓе. И тоа не може да се смени. Што те плаши повеќе, луѓе без вкус или луѓе без став? Па искрено луѓе не ме плашат на мене, уопште. Не дека треба да се плашиме, но луѓе без став ме плашат повеќе, ако треба. Пијајќи вкусот е лично, нели? А без став е... Ама пак ставот се гради со текот на
на живењето. Кој би држал на страна повеќе, ајде така би кажала? Луѓето без вкус или луѓето без став? Па луѓето без Сакаш став. да се на страна од тебе. Луѓето без став би ги држал понастрана, да. Искрено, да. Да За вкусовите ќе дискутираме, да. Може да се, еве, например, мене ми се допаѓа джин вторник. Да. Идеален. Супер е на некој да не му се допаѓа, ме сваќаш, не? Да. Не мора се да ни се допаѓа, ликер. Да. Лошо е да кажуваме вторник крафт джин не го бива. Може да кажеме не ми се допаѓа. Мене, да. Лично. Затоа што за вкусовите може да дискутираме. Да, може да се дискутира, но нели не може се суди што се допаѓа и што не се допаѓа. Так, значи тие без став ги тргнуваме на производи во вторник на сите да им се допаѓаат, нели? Апсолутно. Мора и ние сме согласни со тоа. Да. Последен пат од што си бил воодушевен во Струмица најмногу? Од што сум бил последен пат воодушевен? Па еве најблиско бе воодушевен тоа што успеа Струмица Jazz Festival. Тоа ако сега да ми текне нешто најблиско. И пак се враќаме на момент. Струмица Jazz Festival беше супер приказна. Сите бевме уклучени во промоцијата на тој пакет. Искрено успешен пакет според мен за прв пат. Така. Последно нешто од тоа сум воодушевен. А од што сум секојдневно воодушевен во Струмица, тоа е Твојата стара чашја. Да, стара чашја ме инспирира секој ден, но најмногу ме воодушевува искрено талентот и работата на 034 студио Ѓорги Ичев, што мислам дека стварно е светски мајстор и секојдневно дело ме воодушевува. Не правам никаква реклама за Ѓорги Ичев, просто е... Тоа не е реклама, само став, еве така. Просто е став, што мислам дека се повеќе и повеќе почитувајте го тоа што 034-тото студио се наоѓа во Струмица, а не се наоѓа во Прага. Да, и се тоа што го гледаме на тебе, претпоставуваме негово дело. Да. Инспирација за тетоважите. Па најчесто бирам работи што поминали во мојот живот. Си ја имам приказната во глава од тоа што поминало и само приказната ја презентирам пред Ѓорги. Се друго е и се разбирате двајцата. Да. Ништо, еве, причина и тој да дојде, меѓутоа упорно не избегава. Некако, ама ќе биде. Тој е човек зад камерите, да. Зад камерите. Кај него е буквално делата зборуваат повеќе од... Па добро да таму нека седи ќе се разговараме. Да. Тој ќе биде позади камера, аз пак ќе го прашувам. Нема проблем. Знам дека не сакаш да те прашам за младите, но морам. Сигурно има некој проблем кај младите на кој треба да се работи. Да. Под моје искуство мислам дека млади треба да се посветат за повеќе да го знаат сопствениот мајчин јазик. Главен проблем е тоа што мислам дека младите се потешко се изразуваат на македонски, а полесно бираат да зборуваат на англиски, со самиот факт што забораваат дека нивниот јазик е мајчин јазик. А ако не може да се разбереш со мајка ти, се е џава. Так, апсолутно. Имам едно трик прашање. Што е поголем луксус? Добра книга или скапо шише алкохол? Сега. Добра книга со добар крафт алкохол била најдобра комбинација, да. Политички одговор. Но сепак добра книга е подобро од било кој квалитет на алкохол. Так. Да, бидејќи добрата книга може да ја отвориш на повеќе наврати во животот и да има различни значења, додека алкохолот најчесто е поврзан со... Пази, кај нас алкохолот не е само чаша алкохол, туку е чаша доживување, од средби со луѓе, од се околу тебе што се случува. Се враќаме на тие приказни. Да. Како што вика Ентони Бордејн, не постои совршно јадење, постои совршно друштво во кое јадеш. Апсолутно, се согласувам. Да. И сега во крафт бар, разговор до 3 наутро или журка до 3 наутро? Па најчесто разговор, бидејќи крафт бар вторник не прави некој тип на журки, пред се бидејќи се наоѓа во мало каде што живеат и луѓе, а исте тие комши максимално го поддржуваат крафт бар, така да ние мора да бидеме фер спрема нив и затвараме на време, не претруваме со гласни музики, така да имаме супер соработка. Може да се води квалитетен разговор. И да ги поздравиме буквално сите што се мачат и творат на најмртвата улица во градот. Тие луѓе се започнат. Да. Бидејќи таму има луѓе што имат дуќани многу постари од вторник
и ден денес не се откажуваат од нивните идеи. И сакам да дадам стварно еден јавен апел што буквално не ме интересира кој е на власт и кој бил и кој ќе биде и што ќе биде, но буквално секоја власт мора да се разбуди и да ја даде нов печат на старата чаршија. Затоа што вие таму се соочувате со сериозни предизвици. Да не ги напоменуваме сега, тоа не е политичка емисија, меѓутоа мора да се грижи локалната власт за тие луѓе. Да, па јас се надевам дека секој кој што ќе има шанса ќе виде една идеја и ќе стави белек за нивната програма денот кога ќе заживее старата чаршија. Да. А за нас целта е после 20-30 години старата чаршија да се вика улица Вторник, а не улица Маршал Тито, бидејќи Тито веќе не е актуелен во нашите глави. Ајде, многу идеи, идеи нафарли тука. Многу идеи нафарли, така да после 5-6 до 10 години најкасно пак ќе те викнам на подкаст. Да, се надевам уште ќе сме своји, да. Јас се надевам дека уште ќе бидеш свој, затоа што твојата борба, нели, во водењето на крафт бари, во пласирањето на таа култура. Извини што те прекинувам, не е таа моја борба, таа е наша борба. Наша борба, за добро, сите да. Што се поклучени во Да, не си сам. Постојано го потенцираш тоа и е за респект. Значи има многу луѓе околу тебе, нели, кои го водат цел тој начин на живот, таа култура, ајде да кажеме. Може ли во како крај на разговорот, како еден заклучок, може ли во мал град да функционира едно вакво нешто? Може, ако луѓето што имаат идеја да отворат такво место, имаат огромно трпение. Друг начин не постои. Не постои. Тоа Вторник е класичен пример за тоа, бидејќи само со трпение. Пази да не се разбереме грешка дека Вторник го достигнал својот врв, многу е далеко од својот врв. Да, уште се развива, нели? Но со големо трпение и неоткажување се трудиме да останеме актуелни во овој мал град. И ако некој млад човек те праша, всушност разговара со тебе, се исповеда на некој начин дека се чувствува различен и дека не е прифатен во средината, кој би бил твојот одговор? Па мојот одговор би бил да не се замара 1% за средината. Само да си биде стварно да си биде свој. Бидејќи ти ако немаш проблем со тоа каков си и кој си, тотално е небитно дали некој ќе те прифати или не. А секако ќе се најдат луѓе што ќе те прифатат. Так. Одиме на квалитет, не на квантитет. Так, апсолутно. Коста, јас ти благодарам на овој интересен разговор. Мислам дека споменавме многу луѓе од Струмица и начинот на живење во Струмица, порано и сега. Мислам дека на струмичани ќе им биде многу од интерес овој разговор да го гледат. Па, баш ми е мило и стварно ти благодарам на поканата да бидам твој гостин и се надевам дека биди свој понатака ќе има се подлабоки теми за разговор и ќе стане сериозен подкаст исто како што ти го замислуваш. Так, се развиваме и ние, нели, како што кажавме. Затоа сме тука заедно се никој не го има постигнато се уште врвот, се развиваме и придонесуваме во ова наше мало општество, можем да кажем. Да. Мене ми е чест што имаме млади луѓе, кажавме, не сме стари, млади луѓе кои развиваат и ги штитат и ги развиваат македонските брендови пред се. Тоа ми е посебно чест и огромно задоволство. Да се држиме до тоа. Имаме со што да се гордееме, имаме што да вреднуваме, нели? Имаме секако, да. Буквално имаме со што да се гордееме. Од мене почнува да зборува веќе Джино, така да привршуваме со подкастот. А ние се гледаме, се гледаме во Вторник. Ние се гледаме сигурно во градот, да. Да, и кај тебе на еден добар квалитетен разговор и квалитетен крафт пиелок. Супер, се гледаме и поздрав до цела Вторник екипа. Поздрав и од мене и секако се гледаме наредниот подкаст.